Продолжуваме со разговор во нашето студио. Ендометриозата е состојба која сериозно влие врз животот на жената. За жал, се повеќе млади жени се соочуваат со неа. На оваа тема зборуваме со докторот Глигор Тофовски. Добро утро, добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро, добро ве најдов. Кои се првите симптоми на ендометриоза и дали ултразвучниот преглед е клучен за утврдување? Тука ќе ги споменаме полицистичните јајници, кои што и те можеби се прв знак, ќе ни одговорите вие дали е тоа така. За жал се почесто млади девојки жени се соочуваат со овој проблем. Да. Тоа се различни се ентитетите за кои што зборуваме. Прво да кажам дека овој месец март всушност заради опсегот на болеста, значи една од 10 жени има шанси во тек на животот да има ендометриоза. Значи тоа е доста честа појава. Симптомите не кај сите жени се исти и не корелираат некогаш со тежината на болеста. Значи можеби внатре да се создаваат цистични формации, да има многу прераслици, а пациентката жената да нема толку силни симптоми. Меѓутоа оние симптоми кои што се најзначајни, кои што обично ги приметува жената се многу болни менструални циклуси. Значи кај нас има некоја традиција дека така треба да ги боли кои имаат менструација, но меѓутоа тоа не е така. Значи има некој дискомфорт, има некоја болка при секој менструален циклус, меѓутоа оние кои што сериозно влијаат на состојбата психичка и физичка на жената, да не може да оди на школа, да не може да стане од кревет, да не е способна било што да прави неколку дена, комбинирана со другите симптоми што ги има, со замор, со болки при сексуалните односи, например, со болки при дефекација и при уринирање во тек на менструалните циклуси, значи тој еден, да кажам, сет на симптоми се оние кои што треба да ја алармираат жената да се појави кај својот гинеколог и да проба да го пронајде што е причината за овие симптоми. Значи во еден дел од овие случаи тоа ќе биде ендометриозата. За нејзе многу малку се зборуваше, не знам дали е таа се почеста или не, меѓутоа сега се зборува за нејзе, тоа е многу битно. И месец март е всушност месец посветен за свесноста за борбата против, односно за превенцијата на ендометриозата. Конкретно 14 март е избран како светски ден за ендометриоза, се обележува со жолта боја, со тие жолти рибони. Меѓутоа поентата е да од мала возраст се упатат сите жени, значи таа е болест што може да ги фати и адолесцентите, значи од најрана возраст до самиот крај на репродуктивниот период, бидејќи таа е естроген зависна и во тој период е процесот на ширење на болест. Таа може понатака да направи па други проблеми во постменопаузата, да евентуално се појави малигнизација, односно да поимене во карцином во еден мал број на случаи. Меѓутоа, суштината е дека ако е таа бенигна болест, ако не се работи за карцином, сериозно може да влие на квалитетот на животот на жената, како што вие споменавте. Така. Докторе, што значат така наречените чоколадни цисти кај жените? Па ендометриозата по својата суштина е болест кај што ендометриумот, што нормално се наоѓа во матката внатре, и служи како основа каде што ќе се имплантира ембрионот, значи каде што ќе расте ембрионот. Тоа е единствениот орган и тоа е основната функција на матката, всушност да раѓа деца. Кога нема да има бременост во еден циклус, тој ендометриум се отљуштува и жената добива менструација. Тоа ткиво ако се појави, а ние точно не знаеме во медицината зошто, има и генетски фактори, има некојаш позиција на матката, има некојаш други фактори што влијат, се внездува на другите органи во абдоменот, во стомакот, значи во внатрешните органи. Многу често тоа е на јајниците и таму се формираат тие ендометриоми, ендометриозни цисти, меѓутоа може да се залепи на дебелото црево, на самиот перитонеум, и да направи жаришта кои што се, како што спомна преска, многу мали, значи дури невидливи и со ултразвук, ќе го спомнеме и тоа после, меѓутоа да предизвикуваат многу симптоми, многу болки кај пациентката и многу влошување на квалитет на животот, дури до психолошки промени во незиното однесување. Кога ќе се гнездат на јајниците, многу често продолжуваат со секој циклус, со секое крварење да растат и се формираат големи, да кажам, цисти, нели нормално, секое крварење, крвта наместо да истекува надвор, се задржува во цистата и тие постепено растат и некојаш може да имаат и на вистина големи димензии, преку 10 сантиметри. Меѓутоа тоа, ние се бориме моментално против тоа, да сакаме пациентките да додат порано, додека ендометриозните цисти, всушност тие така наречени чоколадни цисти, се викаат чоколадни затоа што крвта со тек на времето ги менува фактички, тој хемосидерин се создава од хемоглобинот и станува како кафеава
ги викаат некои терцисти или чоколадни цисти, тоа е чисто описно едно да кажам вака прикажување на цистите, меѓутоа во суштина тоа е крвта што се наоѓа внатре. Лошото е што и зашто се залагаме порано да одат жените и да се прегледуваат и доколку имаат проблеми да се третираат, затоа што доколку растат цистите и тие рупторираат спонтано, значи прснат во внатрешноста на стомакот, после прават прераслици меѓу другите органи што можат многу да влијат и на животот, меѓутоа и на способноста да родат дете покасно. Да, ендометриозата често се поврзува со неплодност. Значи ли тоа дека е пречка жената да стане мајка или напротив? Бременоста е можеби не е трајно решение, верувам, затоа што споменувате постојано дека повторно може да се појават. Суштината е, значи, секоја работа во животот, еве и за карциномите сме зборували, за било што во животот. Превенцијата е многу подобра отколку лекувањето. Овде немаме превенција, меѓутоа раното откривање на некој начин превенција, што може да им овозможи на овие жени да останат понатака бремени без никаков проблем. Ендометриозата е сериозен проблем што влијае на бременоста, на способноста да остане бремена пациентката, на повеќе нивоа, едно со тие прираслици, значи ја менува анатомската структура на органите, меѓутоа и околу нејзе таа е самата еден тип на инфламаторна болест, лачи едни такви инфламаторни параметри кои што влијат на квалитетот на јајните клетки. Што е доброто, што таа болест кога се лекува, значи дали ќе се лекува хируршки ако има цисти и било што, доколку се работи за помлади пациентки и направено од добар хирург кој што ја знае својата работа, во тој случај некаде преку 60% од тие пациентки можат да останат и сами бремени спонтано. Ако не, и ако спаѓаат во подругата категорија, значи кај што имаат сега жените рагат и на подоцнежни години, дека во тој случај се работи или има тешки оштетувања на органите, за среќа постои инвитро фертилизацијата, каде што всушност докторите, гинекологијата помага да се создаде бременост и таа да дојде и да се имплантира и да почне да расте нели во матката, да се оствари сонот на жената, односно на парот, тоа е всушност семејството е тоа кога има еден пар кој што создава нели деца. Ако се фати на време, она што е во светот, овие кампањи успеа да го направат и ние сакаме како исто Здружение на гинеколози и обстетричари во Македонија, МАГО, да го постигнеме е да што порано дојдат пациентките, затоа што тогаш не цело време мора да се оди на хируршка операција, не мора да се оди одма на инвитро фертилизација, има период кај што можат и сами да останат бремени, симптомите се намалуваат доколку порано се лекува. Лекувањето во тој случај е, да кажеме, со нестероидни антиинфламаторни лекови, значи да ја смириме инфламацијата и болката, да квалитетот на животот се подобри, или со хормонска терапија, или се работи тогаш за хормонските комбинирани, значи таблетки, односно контрацептиви, така наречени, или за гестагени, или во потешките случаи некогаш и за хормони кои што, односно лекови кои што влијат на релизинг хормоните, односно на оно влијание уште од мозокот на какво ниво на хормони ќе се лачат, се со цел да се добијат две работи, да има помалце естрогени, да има помалце одљуштување на ендометриумот, значи овие таблетки прават да ендометриумот е потенок, помалце се лачи крвта и некако ја смируваат инфламацијата и процесот се смирува, не е дефинитивно излекување, меѓутоа се смирува и стои стабилен до периодот пациентката кога ќе остане бремена. Таа кога ќе остане бремена, бременоста не е лек, меѓутоа на некој начин прави супресија на болеста и овозможува во тој период. Жената која е бремена нема менструални циклуси, која дои обично треба некое време додека се вратат менструалните циклуси и всушност на некој начин тоа е супресија на болеста, таа не напредува. За нас е многу битно болеста и да не напредува, значи да не оди во потешките стадиуми, во потешките фази, кај што веќе некојаш и хирургијата и во светските центри се прави со мултидисциплинарни тимови, со хирурзи, со уролози, со гинеколози, сите заедно, затоа што бара некојаш, не дај Боже, и ресекција на другите органи. А докторе, колку е опасна ендометриозата за здравјето на девојките и на жените? Еве тоа го спомнав, во светот како сватија колку е тоа сериозно, значи ако имате за карциномите онколошки центри, кај што имате мултидисциплинарни тимови кои што постојат за лекувањето, се повеќе во светот се формираат и центри за лекување на ендометриоза. Значи, доколку таа е во ран стадиум, во тој случај може и матичниот гинеколог и во секундарната установа да ја дадат терапија, хормонска да ја следат, меѓутоа кога се работи веќе за
хируршкиот третман или за потешките случаи, веќе мора да работат само искусни професионалци и да ги почитуваат стандардите кои што се зададени од светските здруженија. Така. Овде во конкретно за ендометриозата има и здруженија што се баш директно, да кажам, поврзани со ендометриоза, меѓутоа пошто е таа честа појава, негде околу 30 до 50% кај пациентките со инфертилитет, насоките обично ги дава Здруженијето за ЕШРЕ, така наречено, за хумана репродукција. И тие се апдетираат на секои 3 години, значи да пациентките добијат најнови можни информации и третмани кои што се нудат. Затоа што, например, некои од терапиите што порано се давале, имале ефект во лекувањето, меѓутоа, например, пошто имаме, да кажам, намалување нивото на естрогени, вештачки се доведувале младите пациентки во ниво на една менопауза, со сите симптоми, жештини, топлини, влијание на другите органи, овоно. Сега е сватено дека нема потреба од толку агресивен третман, доколку се открие порано и едни обачни, значи, хормонски терапии може да спречат да болеста авансира и да го подобрат квалитетот на животот. Меѓутоа, опасноста, пак ја речем, не, она има мала шанса да преде во карцином. Обично таа шанса се зголемува со годините, над 45-та година, меѓутоа независно од тоа, ако ви имате некоја состојба која што сериозно ви го ремети квалитетот на животот, таа е опасна, да. Како лекар добро ја познавате болката кај овие жени, споминавте и вие дека ендометриозата може да се појави на останатите органи во женското тело. Ќе споминаме тука тумор маркерите кои често ги даваат матичните гинеколози. Колку често треба да се прават и дали евентуалното покачување на истите е сериозно за жената, затоа што повторно ќе споменам, добро знаете како изгледа една жена кога ќе види таков резултат, или сепак е потребно малку поубав разговор да се направи со добар гинеколог. Одлично што се навративме нова за малце за дијагнозата. Значи, нас, да кажеме, најлесен дијагностички критериум, ние кога ќе видиме циста на јајникот, која што има специфична структура и тој што се занимава со оваа област, многу лесно може да кажеме, диференцијално дијагностички да се посомнева дека тоа се работи за ендометриоза. Дефинитивниот доказ порано се инсистираше да биде со лапароскопија, да се прати дел од ткивото, да се види визуелно дека е тоа ендометриоза и да се лекува понатака. Сега не се инсистира толку на тоа, затоа што пораните стадиуми, сега тоа што се бориме, нели, порано да дојдат, некојаш не се формирани уште цистите или се многу мали, они пробуваат да осетат и магнетни резонанци, прават и сето тоа. Тоа не се дефинитивни параметри, да кажеме, да се потврди, меѓутоа можат сите да одат во прилог да укажат дека се работи за таа болест. Тумор маркерите, не испитуваме еден сет на тумор маркери стандардно кај нашите пациентки, дури може и повеќе него што треба, ама ја користиме приликата кога ќе дојдат на доктор па да ги испитаме од сите можни страни. Значи, маркерот CA125, да кажеме, и HE4, се можеби од оваријалното потекло најсигнификантни, некогаш меѓутоа не се строго специфични. Едниот е со поголема сензитивност за оваријалните карциноми, што исто така е многу битно оваа болест да не се помеша со оваријален карцином, што е навистина сериозно, доцна се открива болеста и ние викаме рак убица на жените, за сега не е пречеста. Меѓутоа, кога ќе се постави сомнение, може некои од маркерите да се покачени. Тогаш веќе во параметрите влегуваат ултразвучните знаци, симптомите кај пациентката кои што ги има и некогаш под влијание, да кажеме, на дадена антибиотска терапија и на терапија што служи за да се намали инфламацијата, во тој случај може маркерите да се смалат доколку се работи за ендометриоз. Доколку се работи, не дај Боже, за вистински карцином, во тој случај тие нема да се намалат, односно ќе ни укаже сомневањето дека се работи за тоа. Многу зависи во ендометриозата, всушност е да кажеме на крај, во која фаза во животот се открива. Значи, доколку е тоа девојче, рано, со проблеми, со болни менструации, така натака, со болни сексуални односи, да симптомите се олеснат и да болеста се супримира, да не напредува за да може да се зачува фертилноста. Доколку е фертилна пациентката, има посебни скорови кои се прават за ендометриоза, ендометриозис фертилити индекс, кој што укажува дали пациентката треба да проба спонтано да остане бремена или треба да оди што побрзо на инвитро. И третата категорија се оние кои што завршиле со репродукција, значи веќе жената родила или семејството има многу деца колку што сака, тогаш дури можеме заради другите ризици да бидеме и по
агресивни, да кажем, односно да направиме ампутација, односно аднексектомија или било како што треба на определените органи со цел да превенираме исто ширење на болеста и посериозни компликации. Така. Ја споменавме исхраната. Колку е таа клучна за ендометриозата? Тука сакам да споменеме генетиката. Дали може би ендометриозата се пренесува, се наследува од мајката или сепак се уште и ова е тема која што треба да се истражува? Иднината веројатно во медицината би одела со овој развој на генетиката, на некој начин се даваат превентивно вакцини кои што би спречиле појава на болеста. Ние за ендометриозата спомнав и претходно, точно не знаеме. Има генетска поврзаност. Едно од основните прашања кога земаме анамнеза, кога ги испрашуваме пациентките околу симптомите, е тоа дали некој во семејството друг имал ендометриоза, мајка, сестра, тетка, било кој, затоа што има определена генетска поврзаност, меѓутоа не е 100% сигурно дека е тоа така. Има и некои гени што се лоцирани што укажува дека можеби повеќе тие пациентки со таа генетска структура, значи ќе добијат ендометриоза, меѓутоа има и деново случаи, значи кај што нема никаква поврзаност до тој момент и се појавува ендометриозата. Во еден дел која не знаевме, како за цервикалниот карцином, не знаевме од што се појавува, имаше многу спекулации, додека не се откри дека точно хуман папилома вирусот е тој што предизвикува. Овде за ендометриозата постоеше теорија дека тие пациентки што имаат матка која што е поставена во ретроверзиофлексија, значи ориентацијата на матката не е према напред према бешиката, него е према дебелото црево, имаат повеќе шанса менструалната крв преку каналите да преоѓа во стомакот, во внатрешните органи и да се залепи таму и да настане ендометриоза, меѓутоа се установи дека да, тие се во поголем ризик, меѓутоа тоа не е причината. Така да точната причина не ја знаеме. Во однос на функционирањето во животот, секако здравиот живот, здравата исхрана придонесува да организмот има подобар имунитет, да подобро функционира како целина и во тој случај ние ги охрабруваме пациентките да се хранат здраво, да живеат здраво, значи доколку имаат тешки симптоми од ендометриозата, имаат тешка ендометриоза, големи цисти да се оперираат, меѓутоа после тоа животот треба да продолжи со нормален тек и психички и физички. Значи они се охрабруваат и да вежбаат, и да трчаат, и да шетаат, значи да имаат нормален здрав живот. За болните менструации, дури и да не се предизвикани од ендометриоза, значи да е нормални, да кажем, условно речено, грчеви кои се јавуваат во тој период, препорачливо е неколку дена пред овакво добивањето на менструалниот циклус да всушност пациентката биде пофизички активна, некогаш ординираме да прима и антипростагландински лекови од тие наједноставните како што е аспирин, да кажеме од 100 мг, тие неколку дена пред добивањето, или овие нестероидни антиинфламаторни лекови што ги спомнавме, значи кои што се овие најчестите што ги пијат сите против болка. Исто така тие може да придонесат да се намали болната менструација и да функционираат нормално во тек на менструалниот циклус. Така да има поврзаност, меѓутоа не е експлицитна, не е таа со силна медицина базирана на докази докажана дека генетиката во основа е тоа. Можеби ќе се испостави на крај дека може и некој вирус, сепак ќе најдеме и вакцина. Така. Докторе, проблемот се решава пред се ако се диагностицира на време, ако се прават прегледи и слично како и со се. Ајде малку тука да бидеме оптимисти на кој начин се решава проблемот, дали после операцијата може повторно да се појави? Значи, ние немаме дефинитивен, да кажем, параметар по кој што ќе кажеме дека болеста е дефинитивно излечена. Значи, кога ќе дојде пациентката во менопауза, кога нивоата на естрогени ќе се намалат, обично тогаш веќе нема прогресија на болест. Значи, тоа е, да кажем, позитивниот момент со менопаузата и со затоа што и дел од лековите што ги даваме се базираат на тој принцип. Во основа, во по-раните стадиуми, само хормонската терапија, здравиот тип на живот, може да и нестероидните антиинфламаторни лекови да ја смират болеста, да ја држат под контрола и на некој начин да не постои таа, да немаме диагноза дека е тоа таа болест, да не напредува. Кај другите случаи, пошто ние доста време кај нашиве пациентки кои што ги лекуваме со инфертилитет, и како случаен, и како, да кажам, намерен наод се наоѓа дека постои ендометриоза, обично доколку не планираат бременост и доколку не се во групата што веднаш може да остане бремена на спонтан начин, таа што е помлада, со подобра, да кажем, морфологија на
органите што ќе ја видиме со лапароскопија, кај останатите пациентки обавезно, доколку не планираат бременност или ќе одат на други третмани, би требало да се продолжи со хормонска терапија. Значи, хормонската терапија не се дава пред операцијата, меѓутоа после операцијата обично тренираме терапија хормонска 6 месеци, 1 година или до моментот додека пациентката не реши да остане бремена. Со тоа добиваме две работи. Прво, фактички, спречуваме ширење на болеста и второ, ги штитиме резервите на јајникот, затоа што секоја операција одстранување на дел од јајникот, сега многу популарно кај пациентките, па и кај нас, тој испитува и на антимилеријан хормон, кој што ја покажува оваријалната резерва. После операцијата тој знае да падне, меѓутоа тоа не значи дека пациентката не може да остане бремена. Значи, тие неколку, да кажам, митови и лажни дилеми кои што постојат со бременоста, како лекување, со тоа дека не може да останат бремени, со тоа дека болеста е, од таков и таков типово, но тие веќе полека се расчистуваат. Пак ќе повторам, многу е битно, еви да се заблагодарам на македонската телевизија и на вашата емисија, што повеќе да се зборува на овие теми, за да што порано се откријат болестите што ги има жената и што порано да се лекуваат. Тоа после нас ќе ни помогне понатака, например, на временото лекување на ендометриозата, ќе ни помогне да го зачуваме инфертилитетот да не се појави по подоцнежните години, кога ќе реши пациентката да раѓа деца. Значи, ако болеста е скротите на време, не направи оштетување на органите, таа ќе си направи дете со партнерот, значи спонтано, природно, во периодот кога ќе се реши да се репродуцира, да има деца. Доколку касно ја открие, фактички добиваме уште една кандидатка за инвитро, кое што исто така знаат пациентите сите што прошле низ тоа, не е 100% лек. Значи, инвитрото зависи од годините, од оваријалните резерви, од капацитетот, значи што го има пациентката во моментот кога ќе дојде на инвитро. И многу битно зависи од годините. Значи, нашата цел е што порано да доаѓаат пациентките на преглед, што порано да се открие болеста, па и поможно што порано и да раѓаат. Да, кога закружиме овој разговор, ова се навистина жени кои што се соочуваат со низа предизвици, убава порака испративте за крај на овој разговор. Ќе ве поканиме повторно и вас и вашите колеги, затоа што се ова теми кои што навистина допираат буквално до секоја жена, девојка, мајка која што се соочува со оваа состојба. Благодариме уште еднаш. Ви благодарам и јас, мислам дека и колегите треба што почесто да доаѓаат, што повеќе, пошто и ние самите учиме низ годините, ви кажав, има упатства кои што се ревидираат на секој 3 до 5 години, што повеќе учиме, што повеќе да ги научиме и пациентите. Да споделиме обоеви искуства. Благодариме уште еднаш. Благодарам.